Во Бруклин, во Њујорк, Нора, која не замоли да не го користиме нејзиното презиме од приватни причини, ја проверува едно од многуте кутии за фрлање на електронски цигари, што ги ставила во продавници и ноќни клубови. Одиме во продавница за полнење во Бруклин и ќе ја посетиме и кутијата за рециклирање на електронски цигари, каде што луѓето ги фрлаат своите искористени електронски цигари кои ќе бидат рециклирани како електроника. Нора вели дека овие напори, кои сама ги финансирала, ги започнала откако забележала фрлани електронски цигари низ улиците. Што да им правам на електронските цигари? Ги носам на рециклирање за електроника. Њујорк има локации отворени еден ден во неделата во секоја област каде што луѓето можат да ја однесат својата електроника. Иницијативата на Нора е напор за борба против растечкиот проблем со загадувањето од електронски цигари. Сепак, активистите велат дека предизвиците се огромни. Ние изфрламе 4,5 електронски цигари во секунда во ова земја. Проблемот е во тоа што електронските цигари се направени од различни компоненти од кои сите се навистина тешки за рециклирање или за справување откако ќе бидат изфрлени. Многу од овие уреди содржат опасни материјали, како литиумски батерии и никотин, што може да предизвика значителна штета на животната средина. Професор од Универзитетот на Калифорнија во Сан Франциско, кој опширно го проучувал ова прашање, ги објаснува опасностите. Никотинот во основа е невротоксин. Тоа значи дека е токсичен за невролошките системи, вклучувајќи го и нашиот мозок и сите нерви во нашите тела. Кога имате вакви уреди кои се фрлат на земја, потоа има дождови, резултатот е следен. Течноста со никотин и другите хемикали истекуваат во вода и почнуваат да ја загадуваат околината. Дури и водечкото здружение на трговци на мало со електронски цигари неодамна усвои платформа со која се повикува на забрана на увозот на овие производи за еднократна употреба. Сдруженијето за трговија со алтернативи без чад има неколку стотици членови кои се трговци на мало, производители во просторот за пареа. Неодамна ги анкетиравме и зазедовме став против електронските цигари за еднократна употреба поради нивното влијание врз животната средина. Ние веруваме дека тие се лоши за животната средина. Мејерс тврди дека нејзините членови се уште ги продаваат овие производи од деловни причини. За жал, многу од членовите беа принудени да останат одржливи, па би сакале да не го прават тоа. Но да, тие навистина ги продаваат, бидејќи ако не ги продадат, ќе затворат. Неколку земји, вклучувајќи ги Кина, Иран и Велика Британија, се движат кон строго регулирање на овие производи. Додека САД се уште заостануваат во напорите за регулација и рециклирање. Поединци како Нора ја подигаат свеста, отварајќи го патот за посилна акција за ограничување на овие уреди во иднина.